Оно што вика дека од 1 јануари зашто почнале на работа. Желката беше од 9 до 31 декември ќе ги донесеше документите, ако не биле правилно подготвени, ќе беа вратени. Работниците од детската клиника кои останаа без работа затоа што Министерството за финансии не дало согласно за нивно вработување, во знак на протест повторно излегува пред Министерството, но овој пат со документи да ја докажат официјалната комуникација меѓу институциите, кога клиниката го поднела барањето и кога е вратен одговорот. Përfundimtarja është Instituti 4. Domethënë ka hecë ky dokument, shëndetësi, financa, krejt, është kthyr te na Institutit 4. Domethënë pa 2 ditë 1 muaj. Pa 2 ditë 5 muaj në fakt më falni. Përgjigjja është negative prapë. Ne 5 muaj kemi prit, edhe del zonja e financave thotë që ne kemi dërgu dokumentacionet i kemi dërgu me 22 janar. Po ne kemi fakt që është i 9/12/2025. Едноставно кажано, барањето на клиниката до Министерството за финансии за вработување е поднесено во декември, а одговорот според вработените и директорот Реджепе Меди, клиниката го добила во април. Во текот на тие месеци околу 50 работници продолжиле да доаѓаат на работа, иако за нив не биле предвидени финансиски средства. Одговорот е на 28.4. И кога не извести директорот на нас, викаше доброволно некој идеше неколку дена и дојде крајот и сите си отидовме по дома, си отидовме. Со надеж дека имаме после директорот друго барање поднесол, после кога е добиено ова негативно на 28, друго барање со 50 вработени и тоа е вратено негативно. Значи другото барање за согласност и тоа е вратено негативно. И директорот на клиниката Реджеп Мемеди при објаснувањето на случајот ги изнесе истите податоци, тврдејќи дека клиниката правилно го испланирала буџетот за вработувањата и ангажмани по договор на дело. Планирано буџет за вработување и ангажман со договор на дело, со истото буџетско планирање, Министерството за финансии 25 година, после нашето барање, даде на детска клиника согласности за ангажирање на работници со договор на дело. Во декември 25 година, заедно со барањето за продолжување на овие согласности за 26 година, клиниката достави соодветна табела, образец, каде што е точно означен соодветниот буџет за овие вработувања и буџетот на клиниката што го поседува за исплата на плати. Дури во април, на 22 април 2026 година, детска клиника доби официјален негативен одговор од Министерството за финансии во врска со нашето барање, испратено во декември 25 година. Но Министерката за финансии Гордана Димитријевска-Кочовска го негира тоа и изнесе поинаква верзија. Дека на 22.1 е стигнато барањето од детска клиника. 22 дена најпрвин, како работниците оделе на работа, кога 22 дена било потребно или барањето влегло во Министерството за финансии после 1 јануари, односно на 22. Тој требал да има обезбедена согласност пред нова година, за да може да ги задржи вработените. Што значи дека повторно се враќаме на она прашање како ги ангажирал, ги повикувал да дојдат на работа кога законски не смел. Додека институциите се судираат и меѓусебно ја префрлаат вината, околу 50 работници во моментов се без работа и чекаат решение. Последиците ги чувствува детската клиника која се соочува со сериозен недостиг на кадар, што го потврдуваат и директорот на клиниката и министрот за здравство, но и самите вработени. Klinika është jo drejt kollapsit, po është në kollaps veçsema. 3 reparte janë mbyll. Ambulanta poshtë punon s'punon. Është vetëm një motor. Edhe e bën punën e motrës, doktorit, pastruesës edhe administratës.